По 7 години поминати во министерската фотелја, министерот за економија Крешник Бектеши денес се збогува со функцијата. Колку Бектеши беше успешен како министер? Во изминатите 7 години, од кога што сум на чело на оваа институција, направени се суштински измени за подобрување на бизнис климата во земјата, но и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Бектеши рече дека се направени темелни реформи кои биле важни за целата економија. Со темелните реформи кои ги направивме во изминатите 7 години, но и во изминатиот период на здравствената, енергетска и ценовна како економска криза, со мерките кои ги донесевме, се боривме да го задржиме секое работно место и да обезбедиме подобри услови за живот на сите граѓани. Клучно за веќе бившиот министер е следното. Имаме зголемување и на минималната плата, речиси повеќе од дупло од тоа што беше откако го почнавме мандатот, а воедно над 80% зголемување на просечната плата. Во долгиот список кој Бектеши го имаше пред себе, тој потсети и на енергетската криза. Во време на енергетска криза за 2 години, 2022 и 2023 година, дадавме субвенции за покривање на дел од сметките за ранливите категории на граѓани со повеќе од 2 милиони евра. Покрај ова Бектеши ги спомена и издадените 120.000 ваучери за граѓаните за спас на туризмот, замрзнатите цени, а како еден од клучните моменти и донесувањето на законот за нефер трговски практики.